Македонски светители. Месец јули. Свети Паисий Хиландарски се празнува на 2 јули Нов стил или 19 јуни Стар стил. Свети Паисий Хиландарски се родил во 1722 година во градот Банско, денешниот Пирински дел на Македонија, во семејството на благочестиви христијани. Едниот негов брат Лавренти бил игумен на Хиландарскиот манастир во Света Гора, а другиот брат Волчо бил послушник во Рилскиот манастир. Во 1745 година Свети Паисий заминал кај својот брат на Света Гора, каде и самиот се замонашил. Таму се подвизувал и проучувал книги од разни области. Подвижничкиот живот го украсувал со пост, молитви и воздржување од спиење. Не се познати датумот и годината на неговата смрт, па затоа неговиот спомен се слави на денот на неговиот именден. Свети Паисий Хиландарски моли го Бога за нас. Свети Наум Охридски се празнува на 3 јули Нов стил или 20 јуни Стар стил. Преподобниот Наум Охридски е еден од најпознатите македонски светители и современик на Свети Климент Охридски. Заедно со Свети Климент бил еден од најблиските ученици и соподвижници на светите рамноапостолни Кирил и Методи. Од својата младост им се придружил на своите учители во Моравската мисија, трудејќи се во тамошната просветителска дејност повеќе од 20 години. Таму, во Велика Моравија и Панонија, им го проповедал Божјото Слово на тамошните народи, ги обучувал во писменоста и ги распространувал богослужбените книги, кои рамноапостолните браќа ги превеле од древномакедонскиот на средновековниот македонски јазик, денес познат како старословенски. Кога во 868 година Свети Наум и неговите учители и сотрудници отишле во Рим за да добијат потврда за своето дејствување, тие биле најсвечено пречекани од папата Адријан II. Тој го признал делото на македонските црковно-просветни дејци како богоугодно и ги осветил словенските, односно македонските црковни книги. Потоа ги ракоположил светите Климент и Наум заедно со другите свештеници и јакони и благословил да се служи литургија на словенски, односно македонски јазик во градските цркви. За време на целата мисија во Моравија, а особено по смртта на Свети Методи во 885 година, Свети Наум и другите македонски апостоли претрпеле страшни искушенија од германското свештенство. Биле лажно обвинувани за ширење на ерес, тепани, исмејувани, хулени, претрпувале разни насилства, долги и бескрајни тегоби, тешкотии и затвори. Конечно, помладите презвитери и ѓаконите биле продадени на евреите како робови, а мнозина од другите просветители, меѓу кои и светите Гораст, Климент, Наум, Лавренти и Ангелари, биле протерани од Велика Моравија. После изгонувањето, откако стигнале до Дунав, преподобниот Наум заедно со светите Климент и Ангелари отпатувале во темата Паристрија во Македонската империја, каде биле благонаклоно пречекани од тогашниот паристријски кнез Борис. Во ова време настанала масовна христијанизација на туркмено-монголо-татарските колонизатори на Паристрија. Исто во 893 година, средновековниот македонски јазик, познат во науката и како старословенски, бил прогласен за официјален јазик меѓу овие доселеници во Паристрија. Мнозинството од овие татари се уште не знаеле да зборуваат на словенски, односно македонски, па биле принудувани да го учат нашиот јазик. Свети Наум извесно време престојувал во паристриските престолнини Преслав и Блиска. Во Преслав бил еден од организаторите на Преславската школа
каде работел 7 години од 886 до 893 година, развивајќи учителска дејност. Таму го продолжил делото на своите учители, открепен од духот. Ја ширил писменоста, подготвувал свештеници, го објаснувал и толкувал Светото писмо и делата на светите отци, а понадарените свештеници ги поттикнувал да препишуваат црковни книги и да создаваат свои дела. Кога во 893 година Свети Климент бил ракоположен за епископ Велички, на негово место за учител бил назначен светиот Наум. Во Охридската книжевна школа, преподобниот Наум успешно ја продолжил целокупната дејност на Свети Климент Охридски. Тој бил пример за сите со својата целосна посветеност во служба на црквата и народот. Неуморно се трудел во својата преведувачка дејност, а особено над преводот на Светото писмо од древномакедонскиот на средновековниот македонски, односно така наречен старословенски јазик. Познато е и дека се занимавал со творечка дејност и нему му се припишуваат делата Канонот за апостол Андреј и Канонот за пренесување на моштите на Јован Златоуст. Изградил и манастир во чест на светите архангели на јужниот брег на Охридското езеро, кој бил осветен од епископот Климент Охридски. Овој манастир станал извор на благочестие и прибежиште за бедните. Околу Свети Наум се собрале многу монаси, бидејќи бил мудар учител, строг подвижник, чудотворец и молитвеник. Свети Наум се подвизувал во Охридскиот манастир 10 години, од 900 година, па се до крајот на својот живот. Важно е да се спомне дека мнозинството житија напишани за Свети Наум кои денес се среќаваат, содржат премногу грешки. Тоа е последица од механички преведувања од записи и преводи, најчесто од бугарски јазик, во кои има многу фалсификувани историски податоци на штета на нашата македонска историја. За жал, оригиналните житија на нашите светии често биле уништувани или крадени и изнесувани од Македонија и завршувале некаде по светските библиотеки или во тајни фиоки. Житијата што се распространети денес се во голема мера манипулирани и имаат антимакедонски белези. Например, во многу денешни верзии на житието, пишува дека Свети Наум од Рим отишол во Бугарија, а некаде се спомнува и некакво така наречено Бугарско царство. Важно е да се истакне дека во тоа време никаква Бугарија и нејзино царство не постоеле, туку само Паристрија како тема во Македонското царство. Исто, јазикот од кој Свети Наум заедно со Светиот Климент и нивните учители ги преведувале црковните книги, не бил никаков грчки, туку дијалект на древномакедонскиот пелазгиско-протословенски јазик, што црквата во Македонското царство го употребувала во богослужбите, но по подолг многувековен изминат период, во некои делови од пространата Македонија, народот не го разбирал добро, како денес, например, црковнословенскиот. Тоа всушност бил јазикот на кој од давнина зборувале македонците во областа Мореја и е познат како морејски или егејски. Арапите, денес познати како грци, го презеле од македонците и почнале да го користат овој јазик дури по нивното доселување во Мореја. Навистина, илузорно е да се тврди дека во Македонското царство, така наречено Византија, се зборувало на грчки, кога е факт дека во неговите граници немало така наречени грци, односно арапи, освен во неколку мали приморски делови во најужниот дел од полуостровот во Мореја. Сушност, до 18-тиот век не биле познати лексичките форми од типот грк, грци, Грција или грчки. Исто, погрешна е информацијата дека пред Свети Кирил и Методи и нивните ученици Наум и Климент, македонскиот народ немал писменост. Нашиот народ од давнина користил модифицирана верзија на древното феникиско македонско писмо црти и рецки, од која многу подоцна, со некои додатни модификации, се образува кирилицата. Денес постојат многу артефакти и научни докази за ова. Да, низ вековите нашиот јазик и азбуката претрпувале измени и реформи. Но факт е дека јазикот е жива материја и постојано се менува и усовршува.
Најдобар пример за тоа е колку денешниот македонски јазик се променил низ вековите во однос на црковно-словенскиот, односно старомакедонскиот, па и денес црковните книги се преведуваат од црковно-словенски на овој современ македонски јазик. Свети Наум, Охридскиот чудотворец, го завршил својот земен пат на 5 јануари во 910 година. Починал во манастирот што сам го основал на возраст од 80 години и бил погребан лично од Свети Климент во манастирската црква. Набргу по смртта, Светата црква го вброила во соборот на светиите заради светоста на неговиот живот и чудата кои се случувале и додека бил жив, а и по неговото представување. До денес, мнозина го посетуваат манастирот Свети Наум и се честните мошти на светиот кои таму почиваат и добиваат најразлични исцеленија и помош во искушенијата и бедите. Особено е познато дека Свети Наум лекува од психички проблеми, униние и депресија. Свети Наум се празнува на денот на неговото упокојување, односно 5 јануари, како и на 3 јули, летен Свети Наум. Ова летно празнување се востановило по одлука на Светиот архиерејски синод на Македонската православна црква, Охридска архиепископија, заради тешкотиите да се оди во манастирот на Свети Наум во зимски услови, додека јулскиот празник им овозможува на многубројни верници да присуствуваат на манастирската слава. Преподобен оче Науме, моли го Бога за нас. Светите маченици Енен, Нирен и Пен се празнуваат на 3 јули, Нов стил, или 20 јуни, Стар стил. Светите Енен, Пен и Нирен, уште познати како Ин, Пин и Рим, во житијата се спомнати како скети или јужни Словени. Биле ученици на Свети апостол Андреј. Пострадале за верата во вториот век од своите незнабожечки соседи од десната страна на Дунав, близу Варна. По тоа време била сурова зима, реките биле покриени со мраз. Варварскиот кнез наредил да се стават големи трупци во мразот, а мачениците да се врзат за нив. Така, кога водата се разбранувала, а мразот постепено се зголемувал, така што стигнал до вратовите на мачениците, тие, измачени од страшен студ, му ги предале своите благословени души на Господа. Свети маченици Енен, Нирен и Пен, молете го Бога за нас. Свети Диониси Костовски се празнува на 8 јули, Нов стил, или 25 јуни, Стар стил. Свети Диониси се родил во селото Горица, во близината на градот Костур. Потекнувал од сиромашно и побожно семејство. Неговите родители му ги дале првите знаења во врска со Христовата вера. Диониси имал постар брат кој се викал Теодоси. Еден ден Теодоси заминал за Цариград, каде се придружил на тамошните монаси и добил дозвола да живее во самата патриаршија. Таму почнал да ги учи световните науки, истовремено подвизувајќи се во името на Христа. Успешно напредувал во изучувањето на Светото писмо и догмите на верата. Набрзо се прочул по своите квалитети и знаења, поради што од страна на патриархот бил ракоположен за свештеник. Но тој повеќе го предпочитал осаменичкиот живот и подвизувањето, поради што набрзо се преселил на Света Гора, каде пристапил во братството на Филотејскиот манастир. По смртта на старешината на ова братство, на молба од тамошните монаси, Теодоси прифатил да биде нивни старешина. За тоа време, младиот Дионисий се повеќе се усовршувал во изучувањето на Светото писмо. До него почнале да пристигнуваат вести за подвизите на неговиот брат. Свети Дионисий посакал да му се придружи во братството, но најпрво бил одбиен заради својата младост. Кога станал полнолетен, оваа желба му се исполнила. Голема била радоста за време на средбата на двајцата браќа.
Свети Диониси набрго и самиот се прочул по подвизите што ги правел заедно со останатите собраќа од манастирот. Кога наполнил 30 години, бил ракоположен за презвитер, откако претходно ги поминал останатите чинови. Потоа Свети Диониси отишол да се подвизува во една пештера на Света Гора, каде останал цели 3 години. Во тоа време му се придружил уште еден монах, а подоцна за подвизите на Свети Диониси слушнале и други монаси кои исто така му се придружиле. Тој ги замолил да го остават сами да се преселат подалеку, но им ветил дека постојано ќе ги посетува. Така тие во северниот дел на гората подигнале келии и црква посветена на Свети Јован Претеча. Свети Диониси ги посетувал и им држал свети литургии. Во меѓувреме, неговиот брат Теодоси станал митрополит во Трапезунд. Тоа било за време на трапезундскиот цар Алексеј Комнен. Кога слушнал за ова, Свети Диониси се упатил кај својот брат, за да го замоли да му помогне во подигнувањето манастир, на местото каде се подвизувало неговото братство. Теодоси со радост ја примил оваа молба и го упатил кај царот. Свети Диониси го замолил царот да биде ктитор на тој манастир, а царот тоа со задоволство го прифатил. При тоа објавил повелба со која одобрил големи суми од своето азно за манастирот и наредил секоја година да му се дава на манастирот по 1000 сребреници. Така, во 1380 година, бил подигнат манастирот Свети Јован Претеча. Свети Диониси, веќе во одмината возраст, повторно заминал за Трапезунд, за да побара средства за живописување на црквата, но кога се вратил, видел дека турците ја опустошиле, а монасите ги одвеле во робство. Многу се нажалил и како верен чувар на своето братство, со парите што ги имал кај себе ги откупил своите браќа од робство. Потоа пак заминал за Трапезунд, затоа што манастирот останал без никакви средства. На заминување му кажал на монахот Домети дека веќе нема да се видат во земниот живот. Во Трапезунд бил со радост примен од својот брат Теодоси, кој му ветил дека повторно ќе обезбеди помош од царот. Но по извесно време Свети Диониси, како што прорекол, му ја предал својата душа на Бога. Тогаш имал 72 години. Годината на неговата смрт не е позната. Свети Диониси Костурски, моли го Бога за нас. Свети Давид Солунски се празнува на 9 јули, нов стил, или 26 јуни, стар стил. Преподобниот Давид бил родом од Солун. Уште како млад ги напуштил своите роднини, пријатели и богатство и тргнал по патот на љубовта кон нашиот Бог Исус Христос. Освен што го изучувал Светото писмо, тој ги читал и житијата на светиите и се восхитувал од нив, сакајќи и самиот да ги поддржува. Посебно бил восхитен од подвизите на столпниците. Главно се подвизувал во околината на Солун, каде честопати престојувал качен на едно бадемово дрво. Мнозина доаѓале кај него за да ги слушаат неговите мудри зборови и да добијат утеха. Подоцна се преселил во една келија што му била изградена во близината на бадемовото дрво. Таму направил неколку чудесни излекувања. Солунскиот митрополит Аристид го замолил да отиде кај царот Јустинијан заради некоја молба во полза на градот. Свети Давид повел со себе двајца своји ученици, но им кажал дека нема жив да се врати во Солун. Кога стигнал во Цариград, имал средба со царот Јустинијан. По една прилика зел жар во раката, ставил темјан и го покадил царот без никаква повреда на раката. Царот Јустинијан останал восхитен од преподобниот и му ја исполнил молбата заради која дошол. Кога требало да се врати назад, Свети Давид се упокоил веднаш на дофат до Солун, како што и самиот предскажал. Според некои извори, тоа било во 548 година. Инаку,
Нешто помалку од еден век пред смртта на Свети Давид Солунски, авторот Теодорит Кирски, заедничкиот состав на градот Солун, пишува дека е голем и многонаселен град кој му припаѓа на македонскиот народ. Преподобен Давид Солунски, моли го Бога за нас. Свети Петар Цариградски се празнува на 14 јули Нов стил или 1 јули Стар стил. Преподобниот Петар бил роден и израснат во Константинопол, престолнината на Македонската империја, тенденциозно наречена Византија. Потекнувал од славни и богати родители. Неговиот татко по име Константин бил патрици и служел како командант. Уште од младоста Свети Петар особено добро ја проучувал философијата, а ги проучувал и сите световни науки. Кога достигнал зрела возраст, стапил во брак и по смртта на својот татко го наследил своето почесно патриско достоинство. Бил назначен за патрици за време на благочестивата царица Ирина и низиниот син Константин. За време на владењето на македонскиот император Никифор I, кој владеел од 802 до 811 година, дошло до воени судири на македонската војска со татаро-монголите, паристрици, денес познати како бугари, кои пројавувале отворени територијални претензии кон македонските земји. Петар бил назначен од царот за главен командант на сите полкови и тргнал со војниците на поход против татарите. За време на големата војна што следела, македонците ги поразиле татарите кај Плиска, но потоа, по Божјо допуштение, кога главнината од македонските војски предводени од императорот се враќала кон престолнината, била дочекана од заседа од страна на залутани одреди на хан Крум, во која несреќно загинал императорот Никифор. Во тоа време, блажениот Петар со 50 кнезови бил заробен од татарите и осуден на маки и смрт бил задржан во затвор. Кога искрено му се помолил на Бога за негово избавување, среде ноќ му се јавил Свети Јован Богослов, потпрен на градите Христови, го ослободил од затворот и го одвел во Рим. Од тогаш Петар целосно се посветил на службата на Бога. Убеден во беззначајноста на се земно, тој се повлекол на планината Олимп. Откако овде примил ангелски чин, тој се подвизувал заедно со Јоаники Велики, напредувајќи во секоја добродетел. После 34 годишен подвиг, Петар, откако веќе му починале жената и синот, пристигнал во Цариград. Овде пред се живеел извесно време во црквата што самиот ја изградил, која се нарекувала Евандријска. Потоа, откако се повлекол во едно осамено тивко место, се изградил мала келија во која живеел 8 години, носејќи бодликава власаница на телото и не ставајќи обувки на нозете во сите години на својот испоснички живот. Страшно се исцрпувал со пост, бденија и други монашки подвиси. Подвизувајќи се така добродетелно и богоугодно, преподобниот Петар се упокоил во Господа и се вброил меѓу светиите, прославувајќи го заедно со нив Бога во вечни векови. Амин. Свети Петар Цариградски, моли го Бога за нас. Свети шестмина маченици: Исаври, Васили, Инокенти, Филикс, Перегрин и Еримиј. Се празнуваат на 19 јули Нов стил или 6 јули Стар стил. Заедничкото житие на овие маченици почнува со податокот дека атињаните Свети Исаври, Свети Васили и Свети Инокенти го напуштиле својот град и дошле во македонскиот град Аполонија. Недалеку од овој град имало пештера во која се подвизувале Свети Филикс, Свети Перегрин и Свети Еримиј. Набрку тројцата атињани им се придружиле за да го слават Бога заеднички. Свети Исаври бил најстар и тој најмногу ги подучувал останатите за тајните на Светото писмо. Тој се грижел за нивната духовна храна
a tije mu nosile jadenje potrebno za održuvanje na telesniот живот. Потоа тие престанале да комуницираат со своите роднини пагани во градот и набрзо биле наклеветени на римскиот управник на Аполонија, кој се викал Триптоний. Тој прво ги обедувал да се откажат од Христа, а откако тие не попуштиле, наредил да бидат жестоко мачени. На крајот биле осудени на смрт со отсекување на главите. Така овие Христови победници заминале на небесата. За овие свети маченици се знае дека биле погубени за време на владењето на римскиот цар Нумеријан. Бидејќи овој цар владел од 283 до 284 година, токму во една од овие години се случила нивната маченичка смрт. Поради фактот што свети Филикс, свети Перегрин и свети Ерими веќе се наоѓале во Македонија кога им се придружиле тројцата христијани од Атина, јасно е дека тие биле домородни македонци. Впрочем, во житието пишува дека тие престанале да зборуваат со своите роднини пагани од градот, што значи дека македонскиот град Аполонија, град на Халкидик, бил и нивниот роден град, штом во него живеели нивните роднини. Свети маченици Филикс, Перегрин, Ерими и Саври, Васили и Инокенти, молете го Бога за нас. Свети маченик Кирил, уште познат како свети Кирил Хиландарски, се празнува на 19 јули Нов стил или 6 јули Стар стил. Свети Кирил бил роден во Солун во 1544 година. Како 10-годишно момче останал сирак, а за него се грижеле неговите двајца војковци. Едниот од нив, која прифатил муслиманската вера, го дал Кирил за чирак кај турски чевлар. За да се оддалечи од опасното влијание на собственикот, момчето, по совет на другиот војко кој останал верен на вистинската вера, им се придружил на светогорските монаси кои дошле во Солун. Со нив отишол на Света гора. Таму, во манастирот Хиландар, примил монашки подстриг. Но монашките правила забранувале престој на момчиња во манастирите. Затоа бил префрлен на една од фармите, каде останал 8 години во потполно послушание. По ова време отишол во Солун да го посети својот војко и да му раскаже за својот живот. На враќање, кога го чекал бродот на пристаништето и разговарал со својот помлад братучет, таму дошол другиот зол војко. Го препознал Кирил и почнал да ја поттикнува толпата против него. Во пребирањата што следеле, младиот монах бил фатен и одведен кај судијата. Муслиманот со ласкави зборови се обидел да го убеди да се одрече од Христа, но Кирил бил непоколеблив и цврст. Тогаш решиле да го одложат изрекувањето на пресудата за следниот ден и маченикот го фрлиле во затвор. По второто испрашување, светиот бил осуден да биде запален на клада. Тој бил однесен во хиподромот недалеку од црквата Свети Константин, каде што бил подготвен оган. Кирил ги кренал рацете кон небото, му вознесол пофалба на Господа и го замолил посилно да го разгори пламенот, за да може побрзо да се соедини со него. Владетелот на градот направил последен обид да го убеди христијанинот да се откаже од верата, ветувајќи му коњи, богата облека и други придобивки за возврат. Маченикот одговорил дека ништо од благословите на овој свет не го заведува и дека сите тие се само распаѓање и чад, а само Христос е неговото богатство, неговиот живот, неговата љубов, се во се, и ништо сега не може да го одвои од Христа. По наредба на судијата, свети Кирил бил фрлен во оган и пламенот бил така разгорен, што дури и коските на маченикот биле проголтани од пламенот. Пострадал на 19 јули 1566 година, на 20 годишна возраст. Свети маченику Кирил, моли го Бога за нас.
Свети Теофил Мироточив се празнува на 21. јули, нов стил, или 8. јули, стар стил. Свети Теофил бил роден во селото Зилјахово во Македонија, на патот помеѓу Серез и Драма. Потекнувал од побожно семејство, во кое уште од млади години се стекнал со христијанско воспитание. Кога пораснал, родителите го запишале на училиште. Покрај изучувањето на световните науки, посебно внимание посветувал на проучувањето на Светото писмо и житијата на светиите. Набрзо бил ракоположен за свештеник и почнал да патува низ разни места за да ги подучува христијаните, давајќи им пример преку сопствените подвизувања. Така се запознал и се спријателил со епископот Акакиј. По тоа време во Египет се случиле неколку божји чуда, за кои бил известен цариградскиот патриарх Нифонт. Тој ги испратил во Египет епископот Акакиј и Свети Теофил, за да го известат околу тоа што таму се случило. Тие стигнале во Александрија, каде со радост биле примени од Александрискиот патриарх. Оттаму заминале за Синај, а потоа и за Ерусалим, каде се поклониле на живоносниот гроб на Исус Христос и на другите свети места. Биле и во Дамаск, а кога се вратиле во Ерусалим, епископот Акакиј се разболел и починал. Свети Теофил се вратил во Цариград, каде веќе се наоѓал новиот патриарх Пахоми, кој набрзо го поставил за свој писар и екзарх на големата црква. Оваа должност Свети Теофил долго ја вршел, но потоа сватил дека му недостасува главната духовна храна, па се повлекол на Света Гора во манастирот Ватопед. Таму живеел со некој целомудрен старец, а по смртта на старецот заминал за Иверскиот манастир. Покрај целодневното подвизување во името на Бога, Свети Теофил вршил и препишувачка работа на дотраените книги. Набрзо се прочул во својот богоугоден живот, поради што новиот цариградски патриарх Теолипт му предложил да го постави за архиереј во Солун. Впрочем, самите солунчани упатиле такво барање до цариградскиот патриарх. Но преподобниот не сакал да ја прифати оваа молба, затоа што сакал и натаму во мир да се подвизува во славата на Бога. Во својот одговор до патриархот напишал дека е болен и дека затоа не може да ја прифати таа должност. Потоа Свети Теофил заминал да живее како монах во Кареја, придружувајќи му се на тамошниот познат монах Кирил. Кога остарел, Свети Теофил самиот си го предвидел денот на својата смрт. Тој го повикал својот ученик Исак и му рекол дека кога ќе умре, не сака таа вест никому да му ја соопшти и не сака да биде погребан со никакви почести. Откако ја кажал својата последна желба, Свети Теофил легнал на смртната постела и рекол: Господи Исусе Христе, прими ја мојата душа. Починал во јули во 1548 година. Свети Теофил Мироточив, моли го Бога за нас. Свети Фотий Солунски се празнува на 22. јули, нов стил, или 9. јули, стар стил. За овој светител само се знае дека живеел во 11. век и бил основач на Акапниевиот манастир во Солун. Неговото име било спомнато само во Ерусалимскиот кодекс, број 309, и во кодексот Г86 во Светогорската лавра. Други податоци не постојат за овој македонски светител. Свети Фотий Солунски, моли го Бога за нас. Свети Никодим Елбасански се празнува на 24. јули, нов стил, или 11. јули, стар стил. Свети Никодим се родил во градот Елбасан, денешна Албанија. Потекнувал од семејство на побожни родители.
Се оженили му се родили деца. Но измамен од некои турци поминал во исламот, а посакал да ги исламизира и своите деца. Но едно од нив побегнало на Света Гора, не сакајќи да се откаже од Христа. Опиен од фанатизам, Никодим тргнал да го бара својот син за да го преведе и него во исламот. Кога стигнал во Света Гора, разговарал со синот и со тамошните монаси, кои му укажале на неговата грешка, пошто тој ја сватил својата заблуда и длабоко се покајал. И самиот останал на Света Гора, деноноќно молејќи се и плачејќи заради своето остапништво од Бога. 3 години Никодим се подвизувал, а потоа решил да го прими мачеништвото со тоа што јавно ќе се прикаже како христијанин, токму пред оние пред кои се откажал од Христа. Откако добил благослов, заминал за Елбасан и по улиците јавно почнал да зборува дека се откажува од исламот и се враќа кон Христовата вера. Градскиот паша се налутил и наредил да го фрлат од некоја висока кула. Но Свети Никодим останал неповреден. Потоа пашата наредил негово мачење, но Свети Никодим сето тоа го издржал со помош на своето најсилно оружје, молитвата кон Бога. На крајот му била отсечена главата, со што се удостоил со маченичка смрт. Тоа се случило на 24. јули 1722 година. Според некои извори, Свети Никодим бил убиен во 1709, а според други во 1714 година. Свети Никодим Елбасански, моли го Бога за нас.